Продолжуваат инвестициите во македонски железници. Поголемиот дел од железничките станици во земјава добиваат нов лик. Во завршна фаза се реконструкциите на станиците долж коридорот 10. Од владата најавуваат дека во следниот период ќе започне модернизација и на дополнителни 4 железнички станици низ земјава. Овие железнички станици се стари над 70 години, а досека не добиле никаква обнова, вели владиниот портпарол Георгиев. Според него, со овие инвестиции драстично ќе се подобри услугата и целокупниот квалитет кој го нудат македонски железници. Комплетно се завршени 6 железнички станици на коридорот 10. Набрзо се очекува воведување во градежни работи на железничките станици во Богомила и Чашка во Велишкиот регион, а поради објективни причини имаме мало пролонгирање во однос на Гевгелиската железничка станица поради мигрантската криза и чекањето на мислење од Управата за културно наследство во однос на реконструкцијата на железничката станица во Битола. Во последниве неколку години се набавија 150 товарни вагони со вкупна вредност од 13 милиони евра, како и нови патнички вагони вредни 25 милиони евра. Инвестицијскиот циклус продолжува, вели Георгиев, за кога е предвидена набавка на електрични локомотиви во вредност од 7 милиони евра. Заедно со инвестициите кои што ги имаме во Скопската железничка станица, која што е најголема по обем и по проток на патници, која што е во финална фаза, дава заокружување на еден процес кој што значи инвестиции на државата во железницата, каде што се застапуваат сферите на железничка инфраструктура, односно пругите, обновата и модернизацијата на возниот парк и инвестирањето во железничките станици. Инаку во тек е изградбата на железничката траса Битол Кременица кон Грција во вредност од 19 милиони евра. Градежни работи има на делницата Ногаевци Неготино за каде се обезбедени 9,4 милиони евра. Во тек е првата фаза од пругата кон Бугарија, за каде е објавен и тендерот за втората фаза од пругата Белјаковци до Крива Паланка. Во исто време се проектира и железничката пруга која треба да не поврзе со соседна Албанија.